Почитувани, добра вечер. Добре додовте во најновото издание на Трета порта, интернет политички магазин. Во оваа емисија ќе зборуваме најмногу за реакциите кои се случуваат после терористичките напади во Брисел, европската престолнина. Имено по тие напади во Македонија имаше доста реакции, од кои дел се оние нормални реакции кои се полни со сочувство кога секогаш има такви напади секаде во светот, но имаше и некои реакции кои наидоа на жестока осуда од страна на јавноста, во кои се изразува некој вид на согласност со тие извршени напади, поради тоа се прави некакво релативизирање со напади на други места во светот или со случувањата во Македонија. Значи се употребува најнародски, да се изразам, оној израз така им треба. Одиме со реакциите за ова, почнуваме со Роберт Милески кој пишува на Facebook. Просто не можев да поверувам кога ги прочитав постовите на главните јавни протагонисти и гласноговорници на властодржците како ликуваат за нападите во Брисел и дури жалат што одредени луѓе од нивната листа не се нашле на аеродромот или во подземната железница во моментот на експлозиите. Докаде ќе заглибува нашата македонска мизерија на душата? Како ли само стотици од вас ставате лајкови со одобрување на вакво нешто, за кое едноставно немам зборови како да го опишам? Какви мизерии од луѓе сте вие? Вие не сте дел од мојот народ. Мојот народ беше оној што се бореше против фашистите. Мојот народ е оној кој сочувствува со ваква трагедија, како што со нас сочувствуваше цел свет кога не снајде катастрофата во Скопје 63-та, кога цел свет застана да ни помогне. Вие сте отпишани. Продолжуваме со уште една јавна личност која коментира на Facebook, тоа е Кирил Колемишевски, поранешен пејач, активен, кој исто така пишува за овие реакции, за тие нечовечки реакции после нападите во Брисел. Колемишевски вели: како бе можете да се ситите кога има мртви луѓе во терористички напади, без разлика дали се случило тоа во Истанбул, Париз или Брисел, да носите заклучоци дека сами си го барале тоа, така им треба и слично. И тука сега Колемишевски има напишано еден коментар кој нема да го прочитам, бидејќи е вулгарен. Продолжуваме со уште една реакција, а тоа е еден напис на порталот Либертас кој се однесува на реакциите во јавноста повод пишувањата на водителот Миленко Неделковски за нападите во Брисел. Имено токму постовите на Неделковски предизвикаа најмногу реакции и најмногу контроверзи после овие напади. И еве го насловот. Либертас вели: Миленко се сити на терористичките напади во Брисел и се жали дека Facebook му го избришале коментарот. Миленикот на власта Миленко Неделковски денешниот ден го искористи за ситење на жителите на Брисел, каде денеска се случија терористички напади. Преку својата Facebook страница, тој од Сабајлево пишуваше коментари кои се под секое ниво. И еве еден од тие постови. Најнова информација, Breaking News. Ван Ајте не бил ниту во метрото кај станицата Малбек, ниту на аеродромот Зевентем. Не бил ниту Ховит. И еве уште еден. Вечерва премиера во Брисел на новиот бестселер Кога мачките ќе стивнат. Значи тука очигледно се алудира на мачките на преговарачот, посредникот Ван Хаутен. И Либертас пишува: овие коментари на Миленко предизвикаа жестоки реакции и осуда од граѓаните на социјалните мрежи. Тие се згрозени од напишаното и започнаа акција за пријавување на објавите до Facebook за ширење говор на омраза. Очигледно ваквата акција предизвикала ефект кај Facebook со оглед на тоа што Миленко вечерва се пожали дека му бил избришан еден од објавените статуси. И еве ќе прочитаме уште еден статус на Миленко Неделковски.
Јас не сум брисал, бидејќи и тие не беа Куманово лани. А Facebook што ми го избришал постот мјау заради тоа што не се вклопувал во нивните стандарди, ги покажуваат во наводници демократските тоталитарни ЕУ, НАТО, фашистички стандарди. Значи не сум брисал, кој што дробел, тоа и ке срка. Ете, тоа се постовите и реакциите после написите на Миленко Неделковски. Ако го зборуваме за Ван Хауте, посредникот во преговорите, Ван Хауте, како што е општо познато на јавноста, е од Белгија и токму неговата припадност национална предизвикува доста реакции, па така многумина и пишуваат дека белгијанците во минатото вршеле и самите злосторства, па тоа сега го поврзуваат со Ван Хауте и така натаму. Сега имаме една колумна на Дарко Јаневски, кој е главниот говорен уредник на Дневник, кој најмногу реагира после онаа поема на Ван Хауте, во која што тој напиша дека демонстрантите пред Уставниот суд ја продадоа слободата за сендвич и 1000 денари. Колумната на Јаневски е насловена Белгиско удбашче. Белгиецот ги помина сите можни граници на елементарна човекова култура, обвинувајќи ги македонските граѓани кои застанаа пред Уставниот суд дека си ја продале слободата за 1000 денари сендвич. Така, благодарение на нашите домашни подлизурковци и платеници кои за грз пари ги устоличуваат разноразните европски шарлатани во креатори на македонската политика, дојдовме до стадиум вакви отпадоци од здравиот разум да ни бидат некаков фактор. Тоа го пишува Дарко Јаневски. А инаку посредникот во преговорите Питер Ван Хауте токму на денот на нападите во Брисел, во неговиот главен град, на неговата матична држава, доби орден од страна на Кралството Белгија и тоа орден кој е даден токму на тој ден, како што велат од белгиската амбасада, како еден символичен чин за неговите заслуги. Еве таа вест. Ван Хауте одликуван со орден офицер во кралскиот ред. Одликувањето му беше доделено од амбасадорката на Кралството Белгија Аник Ван Калстер. Станува збор за одликување кои го добиваат експерти и политичари кои се заслужни за развој на демократијата и човековите права. Ван Хауте и Ван Калстер порачаа дека со одликувањето токму на денот кога се случи напад врз европските вредности, порачуваат дека демократијата нема да биде победена. Продолжуваме со останатите реакции за Брисел, значи овие се едни, може да се каже, анализи на тие случувања. Една од нив е на Александар Методиев, напишана како негов Facebook пост, кој е новинар кој работи во Германија. Медиумите неколку години информираа за терористички келии во Белгија. Тие денеска уште еднаш покажаа дека Европа е небезбедна и најавија следни напади во Германија. Солзи не помагаат, политичариве треба итно да се справат со проблемот. Напади како во Брисел, Истанбул, Анкара, Париз, Мадрид, Лондон никогаш да не се повторат. Тоа го пишува Методиев. Одиме со уште еден новинар, колумнист. Тој е Ивор Мицковски, кој исто така има една мисла, може да се каже, исто така напишана на Facebook, која се однесува на нападите во Белгија. Балканов повеќе не е бурето барот, тоа денес е Белгија, поточно Брисел и Белгија, но и една Франција платија превисока цена за себичноста со која се соочуваат пред глобалните закани. Брисел мислеше дека нејзината политика на толеранција кон екстремистите ќе ги заштити од реперкусии. Сите напади досега, од Шарли, 13 септември и сега овој последниот, како и неколку неуспешни се планирани и спроведени со луѓе кои доаѓаат пред се од европската престолнина.
Терористите покажуваат дека растат во број и дека нивните напади стануваат се пософистицирани, што говори дека европските безбедносни служби не си ја вршат работата. Ме интересира уште колку крв треба да се пролие пред Европската Унија и суверените држави да сватат дека мора да се надминат националните егоизми и почне да се гради вистинска европска политика и европска безбедност. Ако Брисел е во ваква очајна состојба, што ли се случува со банана државите ко нашата? А Алекс Ванко во негова колумна пишува дека, според негово мислење, досегашната политика на левичарските партии најмногу придонела за раст и пораст на тероризмот во западноевропските држави. Така колумната на Ванко е насловена Брисел надгробниот споменик на левичарската догма. Еве ќе видиме еден дел од колумната, да речеме овој. Левичарите го водеа шоуто. Тие секогаш биле почувствителни од најчувствителниот и подоблесни од најдоблесниот. Беше тоа една голема сцена на која левти активистите просто мораа да заблескаат. Представата беше поставена, улогите поделени. Негативци како и секогаш беа предпазливите конзервативци кои апелираа на помалку еуфорија, а повеќе систем. Да се евидентираат гостите, да се пребројат, лоцираат, да се види кој е кој. Левичарите, удирајќи под појас, воскликнуваа: "Сите сме луѓе, што на тоа да им одговориш? Зарем да те етикетираат како нечовек, да те покажуваат со прст?" Тоа е дел од колумната на Алекс Ванко. И овој дел за нападите во Брисел ќе го завршиме со колумна на Денко Малески, прв македонски министер за внатрешни работи, кој едноставно пишува: Белгија прекрасната. Најнаселената држава во Европа, со над 10 милиони жители, на територија колку Македонија, има барем 60 годишна традиција на која може да биде горда. Грижа за човечки суштества во неволја. Традиција која емигрантите ги исправа во достоинство и во слобода во својата нова татковина, а белгиците ги прави подобри луѓе. Дел од церемонијата на доделување на белгиско државенство, разбрав подоцна, бил апелот до доселениците да не заборават од каде потекнуваат и да настојуваат да сочуваат што е можно повеќе од својот културен идентитет. Белгија прекрасната. Емисијата сега ја продолжуваме со реакции по неодамнешниот отчет на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева, но и по заедничката пресконференција со популарна романска обвинителка, организирана меѓу другото и од Американската амбасада во Скопје. Има доста реакции за ова. Одиме прво за главните пореки кои кажа Јанева по пресконференцијата која следуваше по овие настани. Значи, Катица Јанева вели: и председателот, и пратениците, и уставните судии се избрани нелегитимно. Еве една фотографија од таа пресконференција. Од доказите што специјалното јавно обвинителство ги има за случајот Титаник, произлегува дека самиот избор на председател на државата, на уставните судии и на пратениците во собранието е доведен во прашање и сите овие институции се нелегитимни. Во случајот Титаник се работи за осомничени лица за изборни манипулации на изборите во 2012, 2013 и 2014 година. Овие лица за кои е отворена истрага биле или се уште се на високи функции и со доказите со кои располагаме, во 80% го докажуваат обвинението со кој имаме намера да излеземе во врска со овој случај, рече Јанева. И сега на оваа незина изјава, меѓу другите, има и реакција и од кабинетот на председателот Иванов.
Оттаму се ги отфрлуваат, се разбира, обвинувањата со следните зборови. Ја подсетуваме госпоѓа Јанева дека својот втор мандат председателот Иванов го почнал во 2014 година, а не во 2013, 12 или 11 како што таа изјави. Односно, неговиот избор за председател на Република Македонија нема никаква врска со периодот од кога датираат наводните разговори врз основа на кои специјалното јавно обвинителство ги покренува обвиненијата. Со денешната изјава госпоѓа Јанева го оспори и сопствениот легитимитет, бидејќи е избрана токму од според неа нелегитимното собрание на Република Македонија, а сопствениот легитимитет го црпи од Законот за специјалното обвинителство, што е прогласен со указ, потпишан од исто така според незините тврдења нелегитимниот председател. Значи, тоа е таа реакција од кабинетот на председателот Иванов. Одиме со некои кратки реакции. Рамадан Рамадани, политички аналитичар на Facebook, пишува: фантомски избори, нелегитимни власти раѓаат. Катица Јанева специјално за специјалното јавно обвинителство. Професорот Ненад Новковски за легитимноста има свое објаснување, па професорот вели: некому не му е јасно, председателот на државата, владата, врвот на парламентот, Уставниот суд не се легитимни затоа што се избрани од оспорено мнозинство. Специјалното јавно обвинителство е со неспорен легитимитет, зашто изборот се потпира на неспорно мнозинство, практично сите пратеници од сите партии. Ете едно интересно толкување на професорот Новковски. Одиме со исто така новинар и аналитичар Владимир Петровски, кој пишува: Зврлевски рече дека пред секои избори организирале обвинителски тимови за да следат што се случува и да постапуваат ако се појават изборни нерегуларности. Аха, затоа гледам куп обвинителни акти имаше и по изборите во 2011, 2013 и 2014. И ќе видиме уште една реакција за Катица Јанева. Тоа е една колумна на Атанас Вангелов, која е насловена Катица контра мафија. Мислам дека насловот е сосема јасен. А еве во дел од колумната Вангелов вели: кога во таа оркестрирана офанзива на трите бариери, извршната власт со незините технички обструкции, судската, основен суд, државното обвинителство кое не дава предмети и уставен суд и конечно легислативата која бара од Јанева да образложува Ѓорчев извештај, се вмешаа Европската унија и САД, кој рекоа јасно и гласно дека постапките на власта е минирање на договор кој го потпишала истата власт во текот на минатата година, се огласи и Катица Јанева. Се огласи во присуство на државниот обвинител Марко Зврлевски и на Лаура Кордута Ковеси, прво име на романскиот директорат против организираниот криминал. Зад нив некако случајно се најде и американскиот амбасадор Бейли. Тоа е Катица контра мафија. Емисијата ја продолжуваме со реакции кои се однесуваат на прочистувањето на избирачкиот список, кој е еден условите за одржување на фер и кредибилни избори на 5 јуни. Имено Државната изборна комисија со последната одлука уште го намали бројот на граѓани кои треба теренски да се проверат, а токму таа теренска проверка беше еден од главните камења на сопнување помеѓу партиите внатре во Државната изборна комисија. Да видиме прво таа вест. Еве, вели ДИК, наместо 100.000 гласачи на терен ќе се проверуваат 89.383. Бројката на избирачи за теренска проверка се намалува, затоа што во дополнителна проверка комисијата утврди дека едно лице се појавува како дупликат по повеќе основи и по прочистувањето стигнато е до конечна бројка. Инаку, во избирачкиот список има вкупно 188.820 гласачи,
во нив влегуваат и оние 89.383 кои ќе се проверуваат на терен. Тоа е веста за ДИК. Одиме со реакциите на оваа вест. Емилијан Илјовски пишува на Facebook. Секој ден бројката на оние кои треба да се проверуваат се намалува. Уште некој ден таа толку ќе се намали да ќе почне да станува негативна. Односно фантомите ќе почнат да не проверуваат нас. А за фантомите, фантомските избирачи пишува и Сотир Костов, но во една сосема друга конотација. Па така Сотир Костов вели: Заев го неки фантоми гласачи се претвори во фантом политичар. Избирачкиот список на Република Македонија не е тешко да се забележи дека Зоран Заев толку многу се плаши од неуспех на изборите, така што самиот себе се убедува дека не треба да учествува на истите. И сега тој тука не може да воочи дека се судира со еден феномен, а тоа е дека не можеш да успееш во нешто ако не се обидеш да го направиш тоа. Што ќе рече не можеш да победиш на избори ако цело време ја залажуваш македонската јавност, измислувајќи проблеми и таму кај што ги нема, и на крајот кукавички, без причина и повод, кога сите поставени услови ќе ти ги исполнат како најобична музичка желба, ќе се откажеш од учество на истите. Тоа го пишува Сотир Костов. А изминатата недела владеачката ВМРО ДПМН одржа еден настан кој го нарече Очет на партијата за изминатите 10 години. Како што кажа од ВМРО ДПМН, се работи за најголем очет за време на нивното 10 годишно владење. Одиме со реакции на очетот. Златко Теодосиевски, уметник, вели збунлив очет. Од друга страна ме буни уште нешто. Ме буни и нивната некоординираност, што е недопустливо за ваква влада која по правило била координирана во се, особено во тендерите, разнесување на домашните богатства, задолжувања. Ова го велам од причини што неодамна пишував за еден сличен отчет, зашто кај овие не постои форма на извештај со сите вообичаени и неопходни параметри, особено финансиски, како во други нормални држави, оној на Министерството за култура. И тогаш актуелните некултурњаци на чело со националната министерка не просветлија дека тие ја исполниле нивната годишна програма за цели 98%. И не само тоа, туку тие да ти реализирале цели 2000 проекти во изминатата година, што со проста математика покажува импозантни речиси 5,5 проекти дневно. И тогаш напишав, а сега повторно подпишувам. Таков процент на вистина не остварува ни Малион Ким, а нашиот ГРУ може само да сонува. Тоа е Златко Теодосиевски, продолжуваме се уште со реакции за отчетот. Милан Банов пишува во Нова Македонија, насловот е интересен и алудира на еден настан од отчетот, значи за качувањето на пензионер на Бина кој зборуваше за скијањето на пензионерите. Насловот е 100 чекори и скијачки спуст. Но настрана споменатата доблест и инсистирањето на трагалезна бројка, развојниот пат не може а да не препознае далеку повеќе стапки од споменатите и тие просто кажано мораат да бидат евидентирани. И на сцената по повод еднодеценискиот отчет за сработеното од страна на ВМРО ДПМН за време на владењето стапува евидентичарот Страхил или Драган, сеедно, пензионер, човек од народот кој дома ги оставил скиите, но кој ги пополнува празнините. Не споменати места на успехот и е преполн со благодарност што и на овие години му е овозможено бесплатно да скија на нашите преубави планини. Тоа е таа колумна. И емисијата ќе ја завршиме со уште две содржини. Една е за неодамнешната одлука на Уставниот суд, која е премногу веќе зборувана и во оваа емисија. Мислам дека
Сите ја знаат, сега пишува Димитар Апасиев, кој вели да се запре власта, тоа е суштината на уставот. Злоупотребата на правото од страна на оние на кои им е доверено неговото чување преминува во штетна судократија, кога судот си ја припишува улогата и на уставотворец, законодавец, што пак е многу опасна појава во едно транзицијско општество, особено кога станува збор за сервилни судии, кои се под просекот и со еродиран морален хабитус. Наместо правна елеганција во нивните образложенија, гледаме вообразена ароганција во нивните постапки. Противправно исклучување е јавноста од седниците, согласно дадените инструкции од председателката на судот. Тоа е колумната за Уставниот суд и емисијата ќе ја завршиме со една колумна на Миодраг Лабовиќ, која се однесува на преговорите околу медиумите кои се водат или не се водат, значи партиите не кажуваат јасно, едни велат се водат, други не, но еве да ја видиме колумната. Миодраг Лабовиќ вели: јавниот интерес и поделени медиуми. Професорот пишува за целата атмосфера која се однесува околу медиумите, па еве еден дел. Избалансирани независни медиуми, професионално новинарство, јавен интерес, што ли е тоа? Какви се тие мислени именки во Македонија? Прво, врв на хипокризија и крајна расипаност е кога сите непрекинато декларираат дека го застапуваат јавниот интерес и се залагаат за суштинска дебата во избалансирани и професионални медиуми, а бегаат од нив како ѓавол од крст. Со оглед на сознанието дека во демократско граѓанско општество најзначајниот сегмент се медиумите и новинарската фела со најзначајни јавни функции и најголема јавно морална одговорност, особено треба да не загрижува состојбата во медиумите и новинарството. Тоа го пишува професорот Лабовиќ. И со оваа содржина почитување ја завршуваме и оваа трета порта. Емисијата гледајте ја секоја среда во 19 часот и 15 минути, согласно нашето мото дека ние не ви кажуваме како да размислувате, туку ви ја прикажуваме големата слика. До тогаш останете и со програмата на 24 вести.